Давид и Соломон и 9 ќупои со мед. Чита Александар Станојков. Си била една жена вдојца со 2 деца машки. Бидејќи млада и многу лична, беше ја сакал еден богат што бил во истиот град. Арно, ама и жената била многу богата и мажот ја кога умирал, клетва беше остал таа да не се мажит, ами децата да му и порастит и стоката да му ја дочуат на децата. При се што не ќела вдојцата да го земит богатиот, тој многу беше ја стегнал и со арно и со лошо да ја земит. Најпосле, сирота жена видот и сака да ја грабит со сила богатио, собрала алтаните што имала во 9 ќупои по една педа празни и турила мед од озгора да се дополнат и однесла кај комшијата у еден добар човек да му стојат во визбата негова до некое време, чунки таа ќе одела во некој друг град за да му се истеит од пред очите на богатиот што сакал да ја земи. Така сторила и си отишла во некој друг град. Кога се научил богатиот што ја сакалот и побегнала, по време беше се оженил за некоја друга. Од кога разбрала вдојцата и се оженил богатиот, се вратила дома и пошла кај комшијата да си посака ќупоите со алтаните. Извел комшијата му и дал. Кога ја однесла дома жената ќупоите, кога видела внатре, саде мед полни, алтаните извајани. Комшијата, при се што беше бил прав човек, кога беше исетил ќупоите оти биле полни алтани, беше си изел. И кога пошла да му исака жената, инќер му историл. При се што викала и му се тоараа, тој веќе од инќеровата друго ништо не беше велел. Видела не видела сирота вдојца, плачејќи се вратила назад и отишла на суд кај цар Давиде и му се плакала за комшијата што му изел 9 ќупои со алтани. Цар Давид го викнал комшијата и одсудил да му дајте една клетва. Готов за клетвата комшијата беше се заколнал и му изел 9 ќупои со алтани над вдовицата. Одејќи си низ дворот од царјот Давидов жената, пискала, плакала и косите си корнала, оти му изел алтаните комшијата. Арно, ама никој немало да ја поможит, чунки судо така ја пресуди. На судо рака сечат и не болит, камоли жената да ја жалаат. Соломон, бидејќи дете, сиграл со децата со ашици и ја видел жената кај плачи. Зошто плачиш, муристрино, толку? Е рекол. Што ал имаш, ја кажи ми мене? Оф, море дете, оф, море чедо, му рекла. Остај ме и не задевај ме. Ако, стрино, кажи ми ти, жити Госпо, што ал имаш? Виде не виде сирота жена и му кажала сето со ред. Од кога чу Соломон од жената збороите, отиде дома кај неа и изеде сите ќупои, тај и искршил на парчиња. И од кога ја искршил, нашол во парчињата 3 алтани останати, му и кажало на жената и таа си и познала. Ја зел жената и ја однесол пред Давида татка си, та му и кажал 3 алтани. Тогај се зачудил Давид и мезличот на итроштината од Соломончето мало. Како му текна да и најде алтаните во ќупоите. Го викнале комшијата што беше изела алтаните, та беше му пресудиле да му и дајт на жената. Арно, ама, пак ја држал инќеровата. Кога виде Соломон оти пак инќер чинел, зел асчер и му бастисал куќата на комшијата, та му и нашол алтаните. И за таа етрус од Соломона пак му се зачудија татко му и целиот мезлич. И друзи таквие пресудби пресудил Соломон кога бил дете.